Добре дојдовте во збирната емисија за месец март. Пролетта пристигна и нашите сетила за вкус се повеќе се насочени кон пролетните градинарски и овошни плодови, отколку кон зимските турши, мармалади и джемови. Се разбира дека во маркетите ги има сите производи, дури и тропски и екзотични, но сепак рано е за домашното производство. Во оваа така наречена меѓусезона одбираме некои понеутрални оброци. Нашиот најпознат нутриционист, Цвета Динева, е вистински специјалист за тоа. Првиот рецепт за денеска е пилешки раженчиња. Раженот е всушност прастар ловечки рецепт, каде што уловениот плен се печел на доган. Подосна, луѓето почнале да печат разни животни на ражен, особено за големи настани и прослави. Во денешно време, во домаќинствата се почесто се подготвуваат мини раженчиња на скара, па дури и во тава. Токму за такви раженчиња зборуваме во овој рецепт. Тоа веќе не се цели животни, туку убаво одбрани парчиња месо со зеленчук, а понекогаш дури и по некои овоши. Како Цвета ги подготвува пилешките раженчиња и како ги искомбинира со другите намирници, погледнете во продолжение. Добар ден, убав ден. Ајде и денес да се дружиме, како и секоја недела. А пред се да заблагодарам на нашите пријатели кои ни го овозможуваат снимањето на емисијата 1001 оброк. Кои се тие? Тоа е жито центар со тонус лебот, лебот на минатото, сегашната иднината, лебот без брашно, лебот кој што има многу целулозни влакна и кој треба да се користи секој ден. Тука и нашиот пријател S.C. Johnson со своите брендови Mr. Muscle, Duck и Pronto. Јас денес ќе подготвувам нешто што ќе биде интересно и за децата, и за возрастните, и за дружба на софа, а што ќе биде тоа? Раженчиња со пилешко месо. Покрај пилешкото месо ќе користам и кромит, млади кромитчиња, ќе користам чели доматчиња и се разбира една убава маринада ќе направам, во која ќе го месото ќе стане пософтно, помекичко, поубаво, а таа маринада ќе биде од соја сос, балзамико сируп, лимун малку и нормално сол, бибер, зачински билки, ете тоа е тоа. Па јас би почела со подготовка на денешниот рецепт. Еве го земам месото, пилешки стек, ќе го исечкам на тенки ленти и ќе ги ставам во чинијата, во која ќе ставиме маринада. Еве сега сол прво ќе ставам, малку бибер, ова ми е балзамико сирупот, многу дава фина арома, фин шмек на месото. Ова е соја сосот. Убаво е понекогаш да користиме некои работи што не се од наше поднебие, зошто ако се здрави, зошто да не. Ова е цедено лимон, нема многу да ставам, ќе ставам малку. И најинтересна состојка овде во дадениот случај ќе ни биде медот. Малку мед, сега е вака. И да оставиме да одстојат околу некои 10 минути. Ајде сега да ги извадам парчињата на чинија. Медот е пчелен производ, покрај другите пчелни производи. Пчелите ни даваат не само мед, туку и поленов прав, прополис, матичен млеч. Нешто што исклучително е здраво, спаѓа сите тие пчелни производи, припаѓаат на групата на функционална храна, односно храна цртичка лек. Сега да ги подготвам и кромичињата, да влезат во состав на раженчиња, на половинки. Еве и домачињата чери, половинки. И нив ќе ги ставиме со месото на раженче. Сега ќе ставам од кромичето,
Овде уште едно ќе ставам, малку ми е мевце тука. Еве вака. Одиме и едно тука ќе ставиме домарче и повторно месо. Така да со едно раженче да се најаде човек, што се вика. Веќе омикнато, овкусено. Еве како што и секогаш кажувам, значи кога работам нешто, знае едно планирам, а добивам идеја и за нешто друго, како сега ајде викам да ставам јас малку и пиперче со пораженчињата, зошто да не, всушност ме подсети Ивана, да бидам искрена. И еве, ќе ставам сега и пиперче во раженчето. Еве сега ќе ставам тука пиперче, повторно месо ќе ставам. Така да, некој помалечко парченце. Ево така. И сега ќе се подготвиме да ги пржиме. Еве, вклучувам плотната, масло ставам на средна температура. Веќе може да ставам. Значи, треба медот да се најде во вашето семејство задолжително. Убаво е еднаш во денот, секој од вас едно до две лажичиња мед да конзумира. Медот на децата како да им го дадеме? Убаво е да се направи комбинација со мелени ореви или мед и да речеме во комбинација со какао и со таа, но секој пат бива позната таа комбинација мед со таа, што е многу корисно. Таанот има своји бенефити, своји состојки кои што се многу здрави. Медот свој, кога ќе бидат заедно, навистина даваат одлично нешто како десерт и исто така и за секого, а за диабетичари посебно, зашто сусамот, односно таанот, го држи гликемискиот индекс навистина во рамки на нормала. Значи, медот може да се користи како нешто за појачување на имунитет и на возрастни и на деца во следна комбинација. Да речеме спирулина во прав, или хлорела во прав, или зелена пшеница во прав, се става во една тегла, половина од зелениот прав, а половина мед. И цимет едно лажиче, сета таа комбинација да се измеша, да се има дома и помини замени еднаш два пати во денот, да си се зема по едно лажиче од овој лек, ке речам, за зголемување на имунитет. Морам да вртам повргот, сега да намалам температурата. Медот има, значи, заштитно дејство антибактериско, антисептичко, не е многу калоричен. Пред крај сме со нашите раженчиња, релативно кратко време и еве на задоволство на секој еден што ќе касне по едно раженче. И се разбира ќе направиме и фина салатичка. Готово. Бидна. Еве готово. Последното раженче вака ќе го ставам одозгора и еве ги готови се. Вториот рецепт за денеска е пита со тесто од модар патлиџан. Питата како јадење е секогаш добро дојдено. Многу ретко ќе сретнете некого кој не сака пита. Сите останати ја обожаваат без разлика на состојките и вкусовите. Оние поприбирливите внимаваат од кој вид брашно е направена питата. Е токму во оваа пита со тесто од модар патлиџан нема класично брашно. Како се подготвува тестото, за оваа пита погледнете во продолжение.
Значи, ќе правам пита со модри патлиџани. Секако и друг зеленчук ќе биде присутен во овој рецепт, но модриот патлиџан, ете така ќе кажат дека има главната и одговорна улога во нашиот денешен рецепт. Кои се состојки ќе влезат во рецептот? Тоа се модриот патлиџан, пиперка црвена, пиперка зелена. Потоа, исто така, ќе имам и јајца во рецептот, брашно од лебребија, ќе користам и брашно од пченка малку и малку палента. Така една комбинација на неколку видови брашна ќе донесе на вистина убав, интересен вкус. Тука е кромидот секако како е неодменлив зеленчук за секој еден солен рецепт. Ајде, првично го земам модриот патлиџан и сега нормално треба да го засечам, да го излупам и ќе го ставам да со сол да отстои во една длабока чинија. Добре, многу е свеж модриот патлиџан, ама еве го зафатив сега да го лупам. Значи, ќе го исачкам на коцки, ќе отстои во една длабока чинија, така со солта, за да отпушти онај горчлив вкус, специфичен, автентичен што си го има. Еве сега да го засечам и од оваа страна. Ова ќе го тргнам малку настрана и вака кругови со малку помалку од 1 сантиметар дебелина. Фино. Лесен е за да се работи со него. Веднаш ќе посолам, дури сечкам другото. Еве солта. Таа ќе предизвика, значи, процес на дехидрирање на самиот модер патлиџан. Го ставам настрана да отстои, за да испушти водата, а во меѓувреме ќе ги подготвувам другите состојки. Значи, околу, ајде да кажеме, 15-20 минути, па и половина час фино е да отстои и после ќе се излезе тоа горченикавото. Ево го ставам, не мора во фриждер, така, на собна температура, нека отстои на страна. Ајде сега да го подготвам јас и кромидот. Треба ситно да се исечка, токму заради тоа го сечам на овој начин. Во средината и страниците да бидат по-плитки. Ево вака. Виолетовиот кромид користете го почесто. Зошто? Затоа што има јод во себе доста и многу ми е убав кога е поситен за вакви рецепти. А кога е за салата го сакам на тенки кругови. Тогаш е највкусен. Одиме на пиперките. Везенки пиперки од бавчата на родителите на Ивана. Непрскани, органски. Немојте да го одбивате комплет лутиот вкус. Црвената пиперка, ова е пазарџиска, не од бавчата. И таа одиме мали ситни парчиња. Така. Изумив да кажам дека во состав на денешниот рецепт имаме и шампињонки печурки и тоа маринирани овој пат, за да дадат красатост на нашата пита од модер патлиџан. Еве ги шампињонките сега ќе ги исечкам. Така, не многу ситно. Еве, овие големите така малку, а после од малечки можем и цели да ги оставам внатре, да бидам искрен. И цели ќе ги оставам како топчени малечките. Еве сега дојде време да почнеме со процесот на термичка обработка. Ставам масло на пониска температура за почеток. Треба фино да е замастам целата тава. Ова е маслиново масло за готвење, она поевтиното што е. И да гледаме да не го прегоруваме маслото. Прво се разбира, се знае што се става, тоа е, ајде појачам малку температурата, кромичето.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Јас сега ќе ја додадам и пиперката, ќе ја поткренам даскава, директно вака. Многу сакам кога гледам во тавата бои. Значи, повеќе бои, тоа се многу видови на минерали. Црвената пиперка. Видите во овој колорит, колку ги полни очите. Ова да речеме, сега мене ме одмара. Сега ќе ставам и малку сол. И да не заборавам дека модриот паприџан ќе биде посолен. Ајде сега да ги додадам и печурките. Ставам сега и малку бибер. Намалам температурата. Добра. Сега ќе оставам на ниска температура да се обработуваат термички. А во меѓувреме да видам што стана со нашиот модар паприџан. Добро. Ќе го притиснам малку со ова дрвена лажица. Да притиснам за вода да подизлегува нешто од нешто. И како и да и во тавата ќе си дојде. Добро. Еве ставам, значи, комплет модриот паприџан и сега ќе го оставам на ниска температура да се бинстаат состојките. Ајде сега ќе ставам и капак. Малку фино да се продинстаат состојките. Ќе поднамалам уште малку температурата. Ајде да промешам малку. Фино. Се омекнува уште малку. Значи ова бара ниска температура. Фино, трпение. Значи потребно е трпение, да не брзаме. Еве ќе оставам повторно капакот. А во меѓувреме ќе спремам
комбинација брашно со јајца. Ајде сега да видиме јајцата. Прво ставите вака, кога ги кршите јајца во една мала чинија, за да бидете сигурни дека се добри јајцата, да не излезе некоја не баш добро, па да ви се расипаат и другите од него. Сега матам јајцата. Малку вода ставам во јајцата, уште малку, добро. Одиме сега, ова е палента. И таа нека седи тука. Ова е сега брашното од леблебија. Ке го ставам во оваа мала чинија, ке го расторам со вода прво, па ќе го ставам во јајцата, за да не ми прави грудки таму. Доволно, има некоја цела леблебија залетува внатре, не е проблем. Еве вака. Добро. И тука ќе го ставам и пченкарното брашно, да ги разбијам овие грудките овде. Леблебијата е термички обработена, така и да има некој грудче, не е ништо страшно, тоа не е живо. Ајде. Ево уште малку водичка. Добро. Сега можам да ставам полека во јајцата. Ајде сега да го изрендам и кашкавалот. Потврд кашкавал. Да се изренда убаво. И ќе го ставиме во составот. Мислам дека е ова доволно. Ајде сега и него ќе го ставиме. Добро. Јас би додала од леблебијата уште малку од ова брашно од леблебија. И веќе ни се состојките од зеленчук готови. Ќе ги ставиме и нив тука. И тоа е тоа. Потоа оди се на печење. Еве ги состојките се готови. Ајде сега состојките ги ставаме овде во длабоката чинија и се ќе измешаме. Значи ова е зеленчук, модар патлиџан, кромит, пиперки и маринирани печурки. Еве како што гледате, сепак ја претори во друга длабока чинија поголема целата смеса, затоа што навистина не ја собираше. Еве вака. И сега е подготвено да ја ставиме во тавата за печење за воревно. Еве ставам хартија за печење. Ја загужвав фино. Сега малку ќе ставам зејтинче врз неа. Сосама малку. Сега малку да ја замастам хартијата. Ќе ја ставам смесата во тавата за печење. Еве вака. Значи во рерна оди на некои 180 степени околу 60 на минути. 45 до 60, сега зависи од рерната. Во мојата ќе оди некаде 60 на минути, сигурно. Ајде сега малку и кимот дозгора. Кимот помага во дигестијата со секоја храна кога јадеме. Или на бебиња им се дава како чајче, за да им работи мешето убаво.
И вака е фино и како арома, како вкус. И јас го користам често, да ви кажам право. И во мелена форма го користам, и вака како зрнца. Ај сега ставаме на печење. Еве нашиот ручек оброк е готов. Подоладен малку, или нормално, за да можам да го сечам. Еве го. Ајде сега малку финта во сечењето, вака дијагонално. Добро. Да пробам. Убавина. Добро. Еве овде. Еве, чери домаќината да го дадат колоритот. Еве вака. Еве, тоа е нашиот денешен ручек. Едвам чекам да го пробам, да ви кажам. Третиот рецепт за денеска се шпагети со школки. Шпагетите се омилено јадење особено за децата и младите. Обично ги јадат со кетчап и мајонез, најчесто со рендан кашкавал и пармезан, неретко и со мелено месо или мали парчиња месо, па дури и шпагети со шеќер. Но многу ретко, навистина ретко, ќе сретнете рецепти за шпагети со школки. Е токму таква рецепта денес ќе ви открие нашата Цвета Динева. Бидете внимателни, но доколку нешто сте пропуштиле, следете ги нашите репризи или пак нашиот YouTube канал. Денес ќе подготувам за ручек, а можеби и за вечера да се направи, како и да е. Значи, паста, во овој случај шпагети, со морски плодови, поточно со морски школки, кои состојки ќе ги користам во денешниот рецепт. Ќе ги користам шпагетите, ќе користам морски плодови, поточно морски школки, печурки, кромит, доматно пире, сол се разбира, масло и така натаму, и босилек како зачин, кој што е најдобар за кога готвиме тестенини. Ајде сега јас пред се да почнам да ги подготвувам шпагетите, да ги ставам во водата што врие. Немојте никогаш да ги кршите шпагетите, така викаат италијанските мајстори. И еве вака. Сол ставив пред тоа во водата и ќе чекаме да почнат да се варат шпагетите, но не да ги сварам комплетно, туку полуварени, бидејќи ми треба после тоа да ги префрлам во онаа голема тава во која ќе се динста кромидот, печурките, се разбира, и школките. Јас сега ќе намалам температурата на шпагетите и ќе гледам да ги потопам сите во водата што врие, да гледам да не ми се залепат, ќе додадам малку и масло. Еве уште еден производ од компанијата SC Johnson од брендот DAC. Овој производ е DAC WC течност или гел за WC школка. Со специјалната форма на овој производ лесно допира и до недостапните места на WC школката. Со распрскување на ова средство ги уништуваме сите патогени микроорганизми, микроби, бактерии, се добива висока хигиена на WC школката, убава арома и ги има во повеќе мирисни ноти. Имајте си го во купатилото,
за да сепак ви биде пријатно кога ќе влезете во него. Ајде сега да ги ставам шпагетите да ги председам. Така јас ќе ги оставам тука во тенџерето. Ајде уште малку само од водата да извадам. Вака. И нека си останат во тенџерето шпагетите. И ќе ставам малку масло за да не ми се залепат. Добро. Не се преварени, таман се, како викаат, ал денте. Ајде сега да го сечам кромидот на полукругови. И после нормално ќе се динста. 2 главици земам за оваа количина што ја имам. Ајде одиме сега со подготовка прво на кромидот. Ставаме масло. Ставам кромидот. Значи, намерно не чекам да преврие маслото. Го ставам кромидот затоа што ако преврие маслото, веќе добиваме непожелни масноти, а вака веќе кога го имаме кромидот натре, тој пушта и вода, така да не оди над точка на вриење која го претвора маслото во трансмасноти. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Обично, нели се чека да се зоврие тензетинот, па после тоа да се стави кромидот. Јас тоа не го правам, значи вака. Ајде сега да ги исечам и нашите печурки. Ја мислам веќе дојде време и морските плодови да ги ставам. Печурките одат на крај, затоа што бараат најмала термичка обработка. Еве ги нашите школки, нели замрзнати беа, малку подразмрзнати и сега ќе ги динстам со толку многу кромид. Дури се динстаат, јас ќе ги сечкам и нашите печурки, шампиньонки во дадениот момент. Еве почнам сега да додавам и од печурките. Еве почна вода да пуштаат и печурките, масло придодавам малку. Така. Одиме понатаму. Додавам од печурките. Само трпение да си се сплотат печурките со кромидот, со морските плодови и така натаму.
уште некои 2 до 3 минути ќе биде доволно. Да. Значи, горе-доле течност е веќе исцицана. Јас ќе ставам малку сол, бидејќи имаме сол во шпагетите, нема многу да ставам. Но бибер ќе ставам секако. Може и повеќе бибер, сето тоа е, нели, по желба. Еве го лукчето, го ставам и лукчето, промешувам. Ги ставам сега ове балзамико сосот. Ова е сојата сос. Веќе аромата нивна се шири. И се разбира доматното пире, кое е во поголема количина. Еве вака, може и летно време кога е рендан домат свеж, уште поубаво. Еве сега фино ќе измешаме. Се спојуваат нашите состојки. Веќе и лукчето почнува да си ја покажува аромата. Ќе додадам и босилек како сув зачин. Ќе намалам температурата за да се задинста убаво сето ова и ќе додадам повторно маслиново масло за да имаме убав шмек на целото јадење. Во меѓувреме, дури ми се динста на ниска температура, ќе исечам макдонос. Ајде сега има доносот, се чувствува и неговата арома, свеж макдонос. И спремни се нашите школки и печурки да бидат соединети со со шпагетите. Ајде сега полека ги ставаме шпагетите во тавата со школки, печурки, кроми, доматно пире, соја сос, балзамико сос и така натаму. Убаво. Јас ќе ставам уште малку бибер. Биберот ќе даде посебна арома исто така, како и макдоносот, како и босилекот. Но на исклучена температура ставам и цеден лимон. Ето така. И нашиот денешен оброк, шпагети со морски плодови, печурки е готов. Готов за што? За сервирање. Еве уште еден производ на компанијата SC Johnson. Duck Fresh Disc, односно апликатор за WC школка. Што значи тоа? Обично сите тие додатоци во WC школките имаат кошнички во кои се става средството кое што ни уништува бактерии во WC школката. Но голема е опасноста на тие мрежички да останат бактерии и други патогени микроорганизми. Во овој случај со Duck Fresh Disc ние аплицираме директно на WC школката од внатрешна страна средството, односно гелот, и кога се пушта вода, се ослободува тоа средство и настанува комплетно уништување на патогените микроорганизми, односно бактериите и така натаму. Истовремено се ослободува и убава арома, а ги имаме повеќе варијанти, тоа се лаванда, лајм или лимета и марине. Кога ќе се потроши гелот во апликаторот, работата не е завршена. Ние имаме рефили, односно дополнителни гелови кои што ги ставаме во апликаторот и комотно уште околу 8 недели имаме, секоја резерва трае толку време, имаме за користење. Значи, уживајте во вашиот тоалет со убавата арома на овие рефили. Ајде сега да сервираме. Ева ќе ја кренам чинијата.
Јас мислам готови сме со сервирањето, еве уште малку од школките и печурките и сега одиме со мала декорација. Јас вака ќе го позеленам малце нашиот денешен оброк со исцечкан свеж мадонос, малку масло маслиново, како дополнување на нештата и за декорација некое чери домаче тука и некое мало домаче вака тука на страна нека седи. И еве, тоа е нашиот денешен ручек, значи шпагети со школки, со печурки, кромит и други состојки пропратни. Ете, тоа беше нашата денешна емисија. Се надевам дека ви се допадна денешниот рецепт. Малку невообичаено за наше поднебје, но секогаш треба да внесуваме нешто што е ново, а е здраво и да ги прошириме и видиците за исхрана и на нашите деца. Им се заблагодарувам на нашите пријатели кои ни го возможуваат снимањето на нашата емисија и еден оброк. Тоа се Жито центар со Тонус Лебо, компанијата SC Johnson со своите брендови и АИА и со консалтинг. Имајте си убав ден, следете не и наредната недела, но ќе не следите и на Фејсбукот на 1001 оброк. Пријатно, уживајте во денешниот ден.